Може би овде во планините околу Гевгелија е гробницата на Александар, а во неја и богатството. На ова се надева многу научници, археолози, но и дивите копачи на артефакти и злато. Меѓу нив може би и Дионис. Но за Јован Ристов, овој селанец не е единствениот собственик на книгата, ги има повеќе. Не е еден собственик, не е. Свака сега се присеќавам, тоа беа повеќе група луѓе кои организирано работат. Не се работи, значи, за еден човек. Моите соработници го имаат видено предметот, а предметот има една позадина, една приказка, а дојде густо, шета предметот не е тука, е него во Бугарија. Па сега, ние дури бевме спремни да платиме и трошоци, да се оди и таму, во потрага, нели, по автентичноста и на просторот и на самата книга, а не ни беше отстапена книгата за да може да ги направиме оние проверки на материјалот, на автентичноста и овде, но и бевме спремни да ја пратиме примерокот, да го пратиме и испитување да се прават и надвор негде. Оние кои се врзани со бакарната книга се професионалци. Ова го тврди и новинарката Оровчанец. Најдобар доказ за неа е видеоснимката, направена од човек кој точно знае како се снимаат артефакти. Лентата е снимана во таа време, значи е снимана некаде 90-те или крајот на 80-те, снимана со висока технологија за таа време ВХС и е снимана од лево на десно. Докажува дека е снимал професионалец, а не аматер. Кога би ја снимал аматер, не би изгледале, тоа би биле кадри, па лепени еден до друг или не знам веќе како. А ова е веќе миксано на миксето. Значи дека е точно лентата спремана за да биде пуштена во јавноста или кај одредени лица, држава, институции, за да биде книгата дадена преку лентата на продажба. Овие прашања до денеска ги истражува и полицијата. Дионис Вили бил следен, испрашуван. Тврди животот го посветил на книгата, а тоа го прават и неговите два невработени синови. Чекаат. Но одговорот е ист. И оној последниот од Паско Кузман, дека државата се става на располагање, но книгата треба да се даде на увид и да спита. Во меѓувреме, сите кои се интересирале за неа имаат различен став. Вреди ли воопшто да се истражува понатаму? Сите индици укажува на тоа дека овде е обид само, нели, ако успееме некого да го прелажиме, да му го дадиме предметот под изговор, нели, за дека има нешто многу вредно за државата, за историјата. Јас не го спорам писмото и тоа што е напишано, меѓутоа, ако не е автентично, не би можел да застанам во одбрана на едно такво едно барање или да го поддржам. Книгата може да е стара, но не повеќе од век до век и половина. Никако пред тоа со оглед на зборовите кои што се употребени таму. Што мислите, каква ќе биде судбината на ова? Па мислам, судбината ќе биде исто како и на другите предмети, ќе се нуди, еден ден ќе исчезне. Ќе исчезне тоа што може да ја откупат грците? Тој најверојатно ќе дое. Зошто се навраќате на темата постојано да истражувате? Темата е повторно интимна, затоа што е приказна. Мене ме привлекуваат приказните, а оваа приказна не е завршена. И го чекам крајот, се надевам дека ќе го дочекам, не знам, може би нема да го дочекам. Така приказната за тајната на бакарната книга трае. Во меѓувреме, станува инспирација за роман. Честопати е причина за дискусија меѓу научниците, светски и домашни, но на работ на вистинитоста или само уште еден мит, во кој сакаме да веруваме, дека пред и по Александар овде имало јазик и писмо, и дека не може никој да ни го оспорува тој идентитет. Колку ќе се зачува со промената на името идентитетот на македонците? Етничките имиња секој пат ги даваат соседите. Ние живееме во земја со славна историја, која се вика Македонија, и македонци не нарекуваат онака исто како и во античко време, така и античкиот македонски суштествувал, зборувале со него. Имаме ние извори во кои се кажува дека имало еден бунт, да речеме, во војската на Александар Велики и почнале да се препираат на грчки војниците македонски. Не зборувајте така. Зборувајте на нашиот јазик, да не ве разберат што зборувате. Значи, тие грците не го знаеле
македонскиот, античкиот македонски јазик. Но со својата култура се наметнале. Токму оваа реторика ретко е оружје на македонската дипломатија. Тајни книги, записи на камен или бакар. Сето ова ги инспирирало уметниците да истражуваат имале ли македонците свое писмо и пред Кирил и Методи. Да, тврдат тие, од 150 зборови наречени глоси кои денеска се препознаваат во грчкиот јазик, докажуваат дека македонците имале писмо од памтивека. Тајната книга на Донски, Дом за птици на Бакески, Папокот на светот на Андоновски, се само дел од ова. Со нив разговараше Владимир Тевчев. Тајната на бакарната книга, Папокот на светот, Дом за птици. Ова се неколку наслови од познати македонски автори. Во своето творештво тие зборуваат за мистериите скриени во старите записи. Една од најголемите секако е тајната за постоењето на писмото на античките македонци. Писателот Александар Донски речиси целото свое творештво го посветил истражувајќи и пишувајќи на оваа тема. Во својот најнов роман, за кој вели дека е историски трилер заснуван на вистините настани, Донски пишува за она што го видел и прочитал во тајната книга, чие потекло се уште е мистериозно. Може би најинтересно во незината содржина е дека таа го спомнува гробот и наводното богатство на античкиот благословен цар Александар. Тоа го пишува јасно и читливо. Тоа е едниот сегмент на мојот роман. Писмото на кое е напишан овој податок е многу слично на она со кое денес се служиме. Во бакарната книга зборот богатство дури е ист со денешниот. Сепак, постојат сомнежи дека книгата може да е препис, но и да е така, таа има своја вредност и државата не смее да замижува пред ова, вели Донски. Треба да се разбудат еднаш, да сватат дека живеат во земјата во која што газел Александар Велики Македонски. Тоа не е шега. Во земјата што го дала Филип II Македонски, земјата што ја дала Клеопатра VII, најпозната египетска кралица, која што била етничка македонка, за која што античкиот грчки историчар Плутарх пишува дека незиниот мајчин јазик бил македонскиот јазик. Треба сме свесни дека овде се што може да се открие и да постои. Треба се свесни тие за тоа и треба да посветат посериозно внимание.